почитуван еврокомесар за дигитална економија и општество, почитуван министар за информатичко општество и администрација, почитувани гости, драги пријатели. Значи, денеска пред нас е концептот за новиот научно-технолошки парк во Скопје. Точка од која што очекувам да ќе погледнеме кон иднината. Како што гледаме, тој не е замислен само како современи градби и канцеларии, туку е место под кое под еден кров ќе понуди инфраструктура, услуги и пристап до финансии, што треба да поттикнат раст базиран на ризик, знаење и иновации. Место за контакт и соработка помеѓу академската заедница, студентите, бизнисите и инвеститорите. За научно-технолошкиот парк се зборува 15 години. Денес со задоволство можам да кажам дека имаме дефиниран концепт, дека имаме план и веќе започнуваме не само со реализација, туку и со функционирање. Основањето на научно-техничкиот технолошкиот парк во Скопје е иницијатива на владата на Република Северна Македонија и Фондот за иновации и технолошки развој, водено од предизвикот да се забрза растот и побрзо да се фати приклучок кон светските економски и општествени трендови. Предизвикот за забрзан раст базиран на иновација заеднички. Затоа во основањето на научно-технолошкиот парк нудиме партнерство на 4 стопански комори и сите државни универзитети. Самата управувачка структура ќе вклучи надворешни експерти, како и советодавен одбор, чија цел ќе биде привлекување на странски компании и партнери, што ќе бидат заинтересирани за вклучување и вложување во различните активности. Како што видовме од самата презентација, основањето на научно-технолошкиот парк ќе се реализира во 3 фази. Фазата 1 предвидува искористување и поврзување на веќе постојни ресурси, физичка инфраструктура и лаборатории, на што ќе се надоврзат програми за обука и менторирање на млади стручни кадри и стартап компании. Ова бела зграда тука што ја гледате зад мене ќе биде првата зграда на паркот што ќе се нанови и адаптира. Она што особено ме прави среќен е што за паркот веќе нема да зборуваме во идно време. Имено, денеска започнува со работа деловно технолошкиот акцелератор, кој е еден од 3 столба на научно-технолошкиот парк. За почеток на активностите на акцелераторот потпишен и договор, а владата во соработка со Светската банка ги обезбеди првите половина милион евра во инвестиции. Акцелераторот ќе обезбеди програми во 2 фази. Фаза прединвестирање и инвестициска фаза, со програми за предакцелерација и акцелерација. Во инвестициската фаза се планираат почетни инвестиции до 25.000 евра по компанија и до 75.000 евра во втората инвестициска фаза. Според проектираните резултати се очекува 250 до 300 учесници во предакцелераторската програма, 20 до 30 тимови во акцелераторската програма, 7 до 12 инвестиции во првата фаза, односно 2 до 5 инвестиции во втората фаза. Втората и третата фаза од научно-технолошкиот парк предвидуваат изградба на нови згради и лаборатории и се предвидува да бидат завршени до 2024, односно 2027 соодветно. Во сите 3 фази на научно-технолошкиот парк, според проценките на експертите, за вкупна реализација како вкупен обем инвестиции ќе бидат потребни околу 80 милиони евра. Амбициозен план за кој лично верувам дека можеме да го реализираме. Студијата за изводливост што ја финансираше делегацијата на Европската унија, за која што денеска користам можност да се заблагодарам, нуди повеќе модели за финансирање и секако очекуваме натамошна поддршка од меѓународните финансиски институции, вклучително од Европската комисија, за која што очекуваме поддршка од еврокомесарот Габриел, која што денеска ни е драг гост. Реализацијата на проектот за научно-технолошки парк во Скопје, Фондот за иновации и технолошки развој работи во блиско партнерство со Министерството за информатичко општество и администрација. И за таа цел ќе ми дозволите да го поканам и министерот Дамјан Манчевски да го каже своето видување за она како течеше досега соработката и кои се неговите очекувања во однос на овој проект.